За нас македонците се вели дека добро пееме и добро играме. Пеењето ќе го ставиме за некоја следна приказна, во оваа приказна пак ќе се фокусираме на танцувањето, поточно на македонските народни ора. Останете со нас. Бројни истражувања покажуваат дека луѓето кои танцуваат се посрекни, позадоволни, поопуштени. Во таа насока би сакале да го истакнеме моментот на социализација и на македонските народни ора. Но еве што друго ви откриваме во денешново издание на приказна. Македонските ора имаат важно место во македонското нематеријално културно наследство и македонската традиционална култура. Во минатото тие се пренесувале од една на друга генерација, додека денес тие се пренесуваат преку учество во социјални настани како свадби и прослави, но и во нивната стандардизирана варијанта како дел од кореографските постановки во културно-уметничките друштва. Фестивалската сцена како најсовремена сцена за репрезентативна сцена на која што се презентираат традиционалните културни вредности, изразени преку орото, песната, мелодијата, музичките инструменти, всушност представува едно огледало на кое што може да се направи спој меѓу минатото и сегашноста. Зборот оро, поточно неговите варијанти може да се најдат во сите словенски јазици, на пример, коло во Србија, Хрватска, Босна, Словенија, потоа хоро во Бугарија, хорон во Русија и Украина. Ова го потврдува словенското потекло на зборот оро, односно танцовата форма во отворен или затворен круг, каде танчерите се држат за рацете и изведуваат некаков вид на кружно движење. Она што е карактеристично во сите овие примери и типично за словенските народи е акцентот на колективното тело на народот, односно во орото сите се исти и колективно и репетитивно изведуваат одреден танцов образец. Во македонскиот јазик и македонските дијалекти покрај зборот оро често се употребуваат и зборовите танец и коло, кои укажуваат на истата полукружна формација. Првиот интерес за проучување на традиционалните танци во Македонија датира некаде кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, односно тоа се српски етнографи, учители, кои работеле како наставници во многу од селата во Македонија и со тоа почнале да прават некакви етнографски споменари или некакви записи кои ги проучувале традиционалната култура, традиционалната музика, традиционалните танци во државата, така да тоа ни се најраните податоци, додека во 1930-тите години овие истражувања се интензивираат, односно со доаѓањето на сестрите Љубица и Даница Јанковиќ, кои се едни од основоположниците на етнокореологијата како наука, а со тоа им дале акцент на многу танцови групи во држава, како што била групата од Лазарополе, па од тука станува орото тешкото познато, не само во Македонија, него и во светот. Орската традиција во нашата земја е создавана и практикувана долги години, а најголем замав зема кон средината на 30-тите години од 20-тиот век, кога и почнува да се стандардизира сценски да се применува и да се споменува во пишаната литература. Кога разговараме за традиционалните танци, во Македонија постои еден одреден дискурс, односно зборот танц многу ретко се користи зборот фолклор, се користи зборот игра, фолклорни игри, народни игри, традиционални игри и така натаму, кој сметам дека е погрешен, бидејќи датира од Југославија, од времето на Југославија, односно од околу 1920-1930-тите години, бидејќи во тој момент се пројавува интересот за студирање на оваа материја и првите истражувачи ги условуваат овие изблици на емоции, овие движења како игри. И намерно ги дистанцираат од концептот танц, во кој тие го врзуваат или со балетот или со некаков модерен танц. Меѓутоа, танцот денеска е во таква позиција да мора константно да се докажува и да се бори за сами своји некакви права, па така да нема потреба зошто да не викаме дека танцуваме оро или нема потреба да ги ословуваме како игра, а играме фудбал, играме и многу други работи, постои совршен глагол и совршен збор за таа активност, па мислам дека тоа е нешто што треба дополнително да се промовира. Во почетоците, орската традиција била карактеристична за руралните средини. Развојот на градската традиционална култура придонел за создавањето на градската орска традиција, која се создавала се до 50-тите години на минатиот век.
Создавањето на урата во различни услови и концепти на живење придонеле за различен развој на урата, но и според нивните карактеристики и севкупните естетски особености.